Добре дојдовте во процес. Една година откако почина 9-годишната Тамара Димовска, основното јавно обвинителство се уште нема никакво обвинение за одговорните за нејзината смрт. Оваа емисија процес ја посветуваме на малата Тамара, чии очи пред една година, 1 месец, беа вперени во челните луѓе во здравството, во лекарите и во сите нас, во надеж дека ќе помогнеме. Гости во студиото се мајката на Тамара, Жаклина Димовска, и Неда Чаловска од Хелсиншкиот комитет. Жаклина, трет пат сте гостин во студиото во емисијата Процес, во студиото на Нова. Посакував овој пат да дојдете со убави новости, но ете не излезе така. Ова беше тешка, претешка година за вас. Ја изгубивте вашата ќерка. Неделава имаше протест пред обвинителството, причината е позната, се уште нема никакво обвинение за одговорните. На обвинителството им посочивте дека се знаат виновниците, на кого вие прво ќе посочите со прст? На кого би посочила прст? Значи, единствениот виновник за мене е првиот човек на Министерството за здравство, кој јавно вети дека ќе помогне. И ако се беше во ред, и ако беше некоја правна држава или како да кажем некое друго општество, Тамара ќе беше испратена на лекување за 24 часа. Бидејќи тука беше известен лично од наша страна и министерот Тодоров и сите од фондот и сите доктори знаеја, гледаја ситуацијата на Тамара дека е тешка и искривувањето веќе поодминува над 100%, но никој не реагираше. Значи едноставно бевме оставени да чекаме, да чекаме решение за да одиме на операција, но ние дочекавме смрт. Ништо друго не дочекавме. Односно реагира, тактизира, И се уште тактизира. Значи, единствена работа што беше пред мене и што ми дава мотив да продолжам понатака е самото решение подпишано од министерот Тодоров за забрана за лекување на децата во странство, бидејќи го чекавме некој спинален центар кој јас како што сум информирана се уште не постои. И ја чуваа според мене Тамара да се сликаат во тој центар, а излезе дека уствари ден денеска не постои тој центар, бидејќи нови Тамари се случуваат, малата Хенијета. И нема стручно лице кој што ќе оперира. И се уште нема, значи, стручно лице за тоа и се уште луѓето се одбивани, а не знам под која причина, а центарот не постои. И не знам зошто се работи сето тоа и се изигруваат. Значи, Тамара беше еден случај што заврши со смртни последици од тој нивни круг на за политичка промоција. Промоција. Зошто тактизира обвинителството? Обвинителството сметаме дека тактизира поради тоа што најпрво е вклучен министерот за здравство, а потоа одредени членови кои што ние ги пријавивме, значи од фондот, знаеме дека се нели блиски до власта или пак се директно партиски членови првостепена, второстепена комисија. И токму затоа сметаме дека обвинителството тактизира. Ова не е прв пат кога има одредена политичка позадина обвинителството да затајува. Значи, обвинителството знае да биде многу ефективно кога се работи за некаков политички прогон на луѓе, меѓутоа знае да биде доста неефективно па кога точно некој од не има од интерес. Кога точно некои луѓе кои што се блиски до власта или пак се на владачката партија членови, всушност има пријава против нив. И ова не е ништо ново за нас, меѓутоа ние нема да застанеме тука. Нормално дека сме поддршка на Жаклина во секој момент како правна. Меѓутоа не го сметаме, значи случајот на Тамара мора да излезе на виделина. Меѓутоа ова треба да биде пример и за другите деца кои што Жаклина ги спомна, кои што исто така може да бидат жртви на системот на здравствениот нефункционален систем. Листата на деца кои чекаат лекување во странство постојано се зголемува. Точно. Дали вие во меѓувреме бевте повикани, дали ви испрашуваа во обвинителството, дали ви го покажаа наодот од обдукција, дали ви известија со кого се разговарале, кој бил се повикан, знаете ли воопшто? Еви вие во Хелсиншки.
се чувствувам како изземена, како посебна инстанца во овој случај, бидејќи јас сум родител на тоа дете и јас го терав тој случај до... Значи, барав помош од државата, но таа се случи што се случи. Бев повикана на разговор. Кога беше тоа? Тоа беше некаде околу Нова година, не ме држите, не знам точен датум да кажам. Изјава? Да, значи дадов изјава, кажав све што знам, сите докази што ги имав дома им ги дадов и побарав нели да ми се даде обдукцијскиот материјал, бидејќи тој по некоја правна процедура требаше да го добиам дента кога ја добив и Тамара. Но јас не добив од тоа, ми беше кажано дека истрагата е во тек и заради тоа јас не можам да го добиам сето тоа што ми следувало. Не знам што да кажам, значи немам никаква информација. Дали имате информација кој бил повикан све? Не, јас Ништо не ви објаснил обвинител? Ништо, значи истрагата е во тек, но тоа е некоја реченица која јас не ја прифаќам. Според образложението на судска медицина, по најново, не знам дали е тоа протокол таков или некој нов правилник, значи обвинителот има право да го даде на семејството на увид или да ви го даде на одот. Не, јас го побарав, не го добив тоа. Обвинителството според Законот за кривична поставка има доста обврски кои што во конкретниот случај не се искористени, односно не се спроведени. Најпрво како оштитена Жаклина во секој момент има право да биде информирана. Значи што се случува во истрагата. Ние заедно со Жаклина поднесовме барање за известување и барање за спроведување на надзор на работата на основното јавно обвинителство од страна на Висшето јавно обвинителство. Тоа е како некоја инспекција, така? Да, и рековме дека поради тоа што немаме никаква информација, значи за истрагата, односно оштетената нема никаква информација за истрагата, дека бараме доколку Висшето јавно обвинителство утврди повреди да го превземе кривичното гонење. Повторно се обративме после неколку месеци до основното јавно обвинителство поради тоа што немаше никаков исход. Од страна на основното јавно обвинителство се уште немаме добиено никаков одговор, значи прва реакција, прво известување, да не забораваме дека ова беше јавен случај. Значи ова е од јавен интерес поради тоа што медиумите беа постојано известуваа за овој случај, граѓаните се интересираа за овој случај. Имаше протест на кој што може да се каже дека граѓаните за прв пат извојуваат една мала победа, прв пат се случи на пример оставка од некаква функција. Без разлика, значи министерот Тодоров тогаш не поднесе оставка, која што до ден денес стои како освен кривична нели морална одговорност дека треба да има. Да, меѓутоа еве да речеме директорите, да, меѓутоа и тие се пријавени во кривичната пријава. Значи тие всушност и треба да бидат испитани и тоа не ги исклучува од кривична одговорност. И затоа велам, значи тоа беше првата реакција во јавноста од страна на обвинителството и тоа еден ден, уствари истиот ден, кога беше најавен протестот. А што известија? Тие не известија ништо. Тие известија дека истрагата е во тек. Не кажаа дека ние за Волко и Волко време истото што го кажа и првиот ден кога ќе имаме обвинителен акт и така натаму. И се уште го кажуваат тоа. Исто така, побаравме од Висшето јавно обвинителство да ни каже дали основното го известило заради што истрагата всушност се одоговлекува. Од страна на Висшето јавно обвинителство не добивме таков одговор конкретен, добивме некои образложенија кои што за нас всушност не значат ништо. Да, не значат многу, меѓутоа и тоа одоговлекување има работи кои што обвинителството може да ги направи, например за да го спречи. Пошто нели случајот истрагата е во тек, многу добро познато за многу случаи, не само за Тамара. Не би сакала сега да ги откривам сите детали, затоа сакам да се концентрирам само во делот на постапувањето, односно непостапувањето на обвинителството. Што всушност Хелсиншкиот комитет понатаму ќе направи? Немаме одговор од основното, пак ќе се обратиме до Висшето јавно обвинителство и ќе бараме конкретно известување за тоа што се случува. Доколку може да оди овој процес? Која е крајната инстанца? До кога? Крајната инстанца е сега Висшето јавно обвинителство да побараме дали ќе го превземе гонењето. Значи, поради тоа што веќе постапката е во истрага, значи се спроведува истрага,
основното треба да го извести вишето 6 месеци, па потоа повторно треба да го извести на 6 месеца, доколку и година дена значи се пробие, мислам дека рокот беше дека треба да се извести јавниот обвинител, меѓутоа ние повторно сега ќе одиме до вишето јавно обвинителство. И ќе бараме веднаш да се превземе кривичното гонење. Доколку гледаме дека од ниту една институција немаме одговор, останува судот во Страсбург за неефикасната истрага која што се спроведува и делот дека всушност не можеме да очекуваме некаква развршница. Меѓутоа, јас сепак мислам дека постои одреден притисок врз обвинителството. Знае дека се наблюдува овој случај, знае дека граѓаните, не само семејството како штетен, и граѓаните очекуваат правда за Тамара. И јас очекувам во најскор рок да има поднесен обвинителен акт против сите пријавени, а вклучително и против министерот Тодоров, иако во соопштението не можевме да видиме дека за пријавеното дело ќе се поведе некаква истрага, меѓутоа може они и да го сменат, да го водат по друго кривично дело. Тие не се врзани со квалификацијата која што ние сме ја дале по кривичната пријава. Само една работа би сакала да потенцирам. Не е прв пат да се пријавува за несовесно вршење во службата. Ќе го спомнам еве случајот во Кавадарци, трикратното убиство. Таму и полициските службеници кои што не постапиле и социјалните работници кои што, уствари вработените од Центарот за социјална работа кои што не постапиле, беа осудени за несовесно вршење во службата. Предметот се заврши многу брзо, па дури не беше ниту викната оштетената. Значи, како може за еден случај да постои, а тука, каде што знаеме дека се вклучени луѓе кои што, да речеме, на некаков начин се директно или индиректно поврзани со власта, да не се води истрага, иако сите се познати. Значи, постои селективна правда во Република Македонија и очекуваме во најден рок обвинителството да ни покаже или да го побие овој факт кој што всушност сме го констатирале не само во овој случај, туку и години на нас. Кои се сите пријавени? Може ли да... Пријавени се сите членови на првостепената комисија, членовите на второстепената комисија, директорите и пријавен е министерот Тодоров. Жаклина, цела оваа година, како изминува периодот, вие се соочувате и со други работи. Велите дека луѓето се поделија, случајот добива и некоја политичка димензија, политичка боја. Што се случува всушност? Освен со вашата болка, сега сте принудени да се соочувате и со други проблеми. Соочувам со тоа што луѓето се поделија, го извадија дека случајот е некоја политичка позадина, демек стои зад мене некоја си политичка партија. Јас не сум политички обоена, се уште и никогаш нема да бидам. И јас почнав да сваќам дека уствари Тамара не добила лечење бидејќи не сме биле од некоја одредена политичка партија, не била член на политичка партија и затоа не го добила. Таква некоја мислење се дели меѓу народот, значи доаѓаат до мене и пристапуваат и као на пример јас сум таја што сум политички обоена и јас одам против власта. Јас луѓе не одам против власта. Јас зборувам тоа што е, значи тие луѓе што се таму, што се политички определени, јас не сум виновна. И самиот министер што е од владачката партија, јас не сум виновна. Јас не сум од ниједна партија и никој зад мене не стои. Значи одиме, ја бараме правдата за да не се случи повторно, за да нема нова Тамара. Но сепак гледам дека воопшто ништо не се случува. Иако народот е поделен, се уште има нови Тамари. Се уште системот, тој здравствен систем не функционира. Не се освестил, не осетил на себе. Јас само едно ќе порачам на сите тие луѓе што зборуваат дека јас сум политички обоена. Како би било, како би се осеќале кога они би застанале на тие места јас кај што одам. Јас барав во здравствениот систем лек за мојата Тамара. Сега барам во правниот систем правда за мојата Тамара. Како би им било на сите луѓе што зборуваат така да бидат на моје место, доволно е само еден ден,
Да почувствуваат мојата болка, мислам дека подруго ќе реагираат. Не се свесни дека еден ден можеби и они ќе застанат на моето место. Дали некој од здравството ве викна во меѓувреме да разговара со вас, да ви образложи, да ви објасни нешто, да се извини? Не. Дали челните луѓе од здравството? Не, и јас барав средба и додека беше Тамара жива и се уште стои таа нели Еве, нивна иницијатива дали имаше во меѓувреме од како почина од Тамара? никого. Никој не се појави и не кажа, добро, каде сгрешивме. Значи, една поука да им биде Тамара, дека воопшто не треба децата не треба да чекаат. Да внимаваат што се прави, што се подпишува и кој како наредува. Вие случајот ќе го терате до крај? Не се Сигурно. откажувате? Што ќе им порачате на надлежните? На здравствениот систем би им порачала на сите доктори кои одлучуваат за судбината на малите невини деца и на луѓе, на сите луѓе во Република Македонија, се гледаат својата работа. Кога веќе еден по доктор ќе се подпише на тоа решение дека тоа дете треба да оди итно на операција, како што се случи во нашиот случај, значи тој истиот човек е член во првостепена или во второстепена комисија, за жал така е, го потврдува негативно. Значи тоа не сме повеќе да се случи. Доказ за тоа дека се уште се случува се малата Ханиета и Ивана Прочкова, кои се уште чекаат болници од сколиоза, исто како мојата керка, и се уште немаат добиено, се уште ги одбиваат, како нашо ни правеа, се уште тактизираат, бараат некое време, а не знам. Истите луѓе што се и во комисија се и во ги лекуваат децата, да, и лекуваат и децата, што тоа не е во ред. Значи, кога веќе кажуваме дека тоа дете треба да оди до крај. Застануваме позади тоа дете. А додека на правниот систем, на обвинителство, би им порачал да си ја гледаат својата работа, значи да го истераат случајот до крај доколку можат, а како што гледаме на година помина, ништо не направија. Значи, почнувам да се сомнувам дека ништо нема да направат повеќе. Бидејќи се случуваат некои за мене необјасневи работи, некои политички диктирања и некои такви работи што тоа не треба да се случува во судството. Ако веќе се случило во здравството, не треба да се случи и во правниот систем. Не треба никој да диктира, бидејќи тие се таму седнати, тие луѓе се седнати да решаваат, да воведуваат правда, а не да слушаат некој како ќе им нареди. Не се надеваме, еве и со оглед и на притисоците од јавноста, дека работите ќе тргнат од мртва точка. Благодарам на разговор.